Добар ден, започнува централното издание на Дневникот на Канал Плюс. Ова се настаните на денот. Во пресред на откупот на јагниња неизвестни се и количините и откупната цена. Се чувствуваат ефекти од болеста син јазик. Многу често верските храмови се мета на кратците. Видеонадзор на храмовите и поголема одговорност на старешините се мерките за заштита од кражби. Водостопанство Брегалница се подготвува за престојната наводнителна сезона. Претходно треба да се исчисти 84 км каналска мрежа. Тешка година за одгледувачите на овци. Болеста син јазик ги покости стадата во регионот, а штети се чувствуваат и при објагнувањето. Производството е намалено, откупувачите калкулираат со цените, а за сточарите неприфатлива е цена пониска од 180 динари за килограм. Тешка година за одгледувачите на овци. Болеста син јазик која лани се појави кај овците, сега штети прави и при објагнувањето. Дел од овците се изјаловуваат, а јагнињата умираат. Па од овците нема да ми умрат, ама буцка и ондеја од јагнињата имам негде околу 30 комада уништено. За краток период това. За краток период 30. Сега намалија, нема толку. Мислам таа што е била болна, таа нормално тоа јагне или ќе се изјалове, или ќе умре јагнето и така да штета е голема штета оваа година. Лошо беше. И повоти не овците беше полето болни беа и затоа сега јалови. Колку од 100? Па од 127-8 се изјалови. Па јагнејалото више заврши, више при крај сме, дали имаше 10%. И меѓутоа до сега имаме големи штети, што помор се јавува после 10 дена, 5 дена, 10 јагнето од кој се јагни и умре. Овчарството е дејност на која поддршката е неопходна сега и во овој момент, зашто утре веќе е доцна, велат сточарите. Они обеќаа пред 3-4 години женско јагне ако ставиш по 1000 плюс 1000 динара. Од тие пари ни динар не дадеа. Дадеа ни само по 1000 динара, 850 динара на оставено женско јагне. Јас ја од 3 години 4 оставам по 60 јагније секој година оставам. Лани остави 64. Место сега да и дадат субвенции да земе храна во оно, они нема ништо, а Берци нема тоа. До сега не сме земале ни субвенција, не ништо. Овците што јадат треба да го сплатиме или не е тоа така? Во едни вакви услови тешко е да се предвиди колку јагниња ќе бидат подготвени за извоз за престојниот католички Великден. Трговците се уште калкулираат со цените, а одгледувачите со своја математика. Според вас која цена треба да биде на јагнеш? 160-170 тука некаде. Од едно јагне да дојде 20 кг да речеме, на 3500-3700 тука некаде да дојде. Последните години, благодарение на субвенциите во овчарството се бележат позитивни придвижувања. Се зголемуваат стадата со овци, сточарите се мотивирани да се оставаат женски јагниња, зашто за нив добиваат по околу 1000 денари. Како резултат на тоа, во моментот во Источна Македонија се евидентирани околу 35.000 грла. За да се задржи ваквата тенденција, сточарите очекуваат по поволни откупни цени и навремена исплата на субвенциите. До средината на април каналите на водостопанство Брегалница треба да бидат целосно исчистени и во функција за наводнителната сезона. Фирмата која ќе работи до април треба да оспособи 84 км земјена каналска мрежа со акцент на санирање на магистралните канали. Водостопанството Брегалница ги распиша тендерите за фирма која ќе ги расчистува земјените канали. Ова треба да овозможи навремено започнување на наводнителната сезона, односно искористување на проточните води за полнење на нивите. Со наводнување треба да се започне во првата половина на април. Директорот на Водостопанство Брегалница Зоран Беличев изјави дека фирмата која ќе биде избрана е наменета за повеќе наменски акции. За прочистување
на каналската мрежа, односно на земјаната каналска мрежа, за одржувањето на левиот и десниот магистрален канал и за одржувањето на дел од секундарната каналска мрежа, каде што имаме канали за наводнување, односно имаме цементни каналетки, немаме земјени вади. Дополнително тој изјавува дека од буџетот на водостопанството Брегалница се издвојуваат околу 10 милиони денари за реконструкција на системите за наводнување и за изработка на нови проекти за санација на мрежата за наводнување. Значи, сега сме на старт на наводнителната сезона 2015. Водостопанство Брегалница има обезбедено од својот буџет негде околу 10-12 милиона денари за реконструкција на системите и за изработка на нови проекти за санација на мрежата за наводнување во хидросистемот Брегалница. Според планот за наводнување, годинава на територијата на општина Кочани со ориз треба да се засеат вкупно 1516 хектари. Од нив најмногу, односно околу 1/3, се во катастарските општини Кочани, Горни Подлог и Грдовци. На мета на крадците се почесто се црквите во источниот регион. Потребата од инсталирање на видеонадзор во верските храмови се наметнува како приоритет. Жителите во силата бараат и поголемо присуство на полицијата кај нив. Мета на крадци во последните 2 месеци се црквите во Источна Македонија. Пред неколку дена во црквата Свети Климент во Штип, непознат сторител извршил тешка кражба на начин што насилно делувал на прозорец на црквата. Влегол внатре и од касите поставени во црквата одзел околу 6.000 денари и го напуштил местото на настанот. По 6-ти пат, откако е реновирана, а по 3-ти пат годинава, ограбена е црквата Свети Атанасај Велики од оризари. Крадците не оставаат веќе ниту денар во црквите во Источна Македонија, кога за 2 месеци беа ограбени и православните храмови во Чифлик, Облешево и Прибачево. Домакините на црквите размислуваат дека е неопходно поставување камери и аларми, бидејќи бројот на кражби во храмовите му нема крај. Кражбите се вршат превентивни мерки исто од полицијата, а исто и ние како цркви. Поставивме камери секаде каде што имаше финансиска можност, аларми, чуварска служба. Најважно е тоа што донесовме одлука да сите средства што се донираат во црквите веднаш да се носат во банките каде што се и најбезбедни. Свештениците очекуваат соработка од граѓаните, доколку тие забележат сомнителни лица во ноќните часови, веднаш да пријават. Поголема одговорност ќе имаат старешините и стражарите кои ќе бидат земени на одговорност од страна на Брегалничката епархија. Сумите треба да бидат уплатени на сметка. Во рамките на редовните сообраќајни контроли, полицијата често ги упатува на технички преглед возилата кои вршат јавен превоз. Најчести најопасни недостатоци се оние на системот за кочење и за управување на возилата. Во сечи интерес е неисправните возила да се тргнат од сообраќајот, велат експертите. Одењето на технички прегледи е една од редовните контроли на возилата и нивна регистрација. Воедно ова е редовна контрола од страна на полицијата. Овие контроли најчесто се засилени за возилата кои го обавуваат јавниот превоз, како такси компаниите и автобусите кои пренесуваат работници и ученици. Овие засилени превенции се поради безбедноста на учесниците во сообраќајот, вели Роберто Рогожарски, секретар на Автомотосојузот Штип. На овие редовни прегледи на возилата се утврдуваат и дефектите на возилата, кои не секогаш се причинители за незгоди во сообраќајот. Најчести дефекти кои се јавуваат кај возилата, обично за кои ние преземаме мерки се обично системот за кочење, системот за управување, каде што се и ригорозни мерките од странување од сообраќаи и се до нивно поправање и враќање во редовна експлоатација на возилата. Инаку во пролетниот период најчесто се случуваат тие зголемени контроли. Тоа се приодните периоди, од зима во пролет, и тогаш обично се случуваат најголем број на сообраќајни незгоди. Сепак треба да се преземаат мерки за да се зголеми концентрацијата на возачите и да се обрати внимание на состојбата на возилата.
А кога станува збор на возилата со странски регистерски таблици, Автомотосојузот препорачува и тие да можат да одат на редовни технички прегледи. Третманот на нив е сосема друг, така што државата ќе мора да најде начин како и тие возила на еден или на друг начин да бидат почесто контролирани, бидејќи се присутни на теренот, учествуваат во редовната експлоатација и сметам дека ќе мора да се преземе действие и тие возила редовно да бидат на еден начин исконтролирани, бидејќи колку што и нашите возила учествуваат во сообраќајот и придонесуваат за како неисправни во незгодите, исто така се случува и со овие возила. Автомотосојузот апелира на сите граѓани редовно да ги контролираат, односно да ги носат возилата на технички прегледи, додека за казните на овие неисправности ќе се преземаат мерки кои се во рамки на законските одредби. Охридска банка денес донираше 4.500 литри вода во Штип наменета за поплавените подрачја. Претходна донација на иста количина вода оваа банка имаше и во Прилеп. Повикот за донации во храна, облека, вода и парични средства за помош на погодените од поплавите е отворени понатаму. Денес во филтер станицата на општина Штип беше донирана вода од Охридска банка, како општествено одговорна компанија за помош на семејствата кои подлегнаа на поплавите. Донацијата е во вредност од 4545 литри или 818 флаши покрај Штип, офатени се и Кочани, Чешиново, Блешево, Струмица, Прилеп и Битова. Општина Штип упатува огромна благодарност до Охридска банка за оваа доставена донација. Секако водата ќе биде дистрибуирана до оние семејства и оние места каде што тоа е најпотребно. Во досегашната пракса водата главно се дистрибуираше до училиштата, до градинките, до сите институции каде што има деца, ученици и студенти, исто така и до руралните средини, до поплавените подрачја. Со цел да и се надоместат штетите на поплавените семејства, општина Штип има отворено наменска сметка за солидарни средства. Средствата кои пристигнуваат на сметката на општина Штип се наменети за купување репроматеријали за санирање на штети. Се подобрува оралната здравствена состојба кај учениците во Делчево. Ово го покажуваат редовните стоматолошки прегледи на кои е констатирано дека двојно е намален кариесот и вадењето заби кај училишните деца. Двојно помалку кариесни заби имаат децата во последните неколку години. Ова го покажуваат редовните стоматолошки училишни прегледи во Делчево. Децата се повеќе водат грижа за здравјето на своите заби и одржуваат редовна орална хигиена. Значи, редукција на кариес постои, оди во нагорна линија. Може не е толку драстично, но сепак значи, има подобрување на здравствената состојба на забите кај децата. Со една студија која што е направена на ниво на Република Македонија, значи од последниот систематски преглед, се смета дека некаде редукцијата на кариесот кај учениците дури околу 50%. Тоа значи дека ако порано сме детектирале по 6-7 кариозни заби кај учениците, сега тоа е преполовено, значи по 2-3 и навистина тоа е добар резултат. Тие се повеќе ги санираат забите, значи доаѓаат, си ги поправаат запчињата и не, например, исто да има кариозни заби и пломби во устата, затоа што пломбираниот зап е сепак среден зап. Екстракцијата на првите трајни молари кај децата од 12 до 14 годишна возраст исто така е намалена. Ова е доказ дека вродуваат со плод едукативните предавања во училиштата и градинките, што ги предвидува Министерството за здравство, а ги спроведуваат училишните стоматолози. Порано кај 6-то, кај 7-то оделение многу често екстрахиравме шески први трајни молари. Сега практично кај последните 7-то оделение кои што правевме систематски преглед, не ни детектиравме некој прв траен молар кој што е толку деструиран да мора да се екстрахира. Потребни се и цел пакет на превентивни мерки кои што ние ги спроведуваме за да општата здравствена состојба на забите кај децата се подобри. Тоа се едукативните предавања кои што ги спроведуваме во градинките, во училиштата,
понатаму залевањето на фисурите кај трајните заби. Значајна е и констатацијата дека кај децата од руралните средини, најверојатно поради оддалеченоста од стоматолошките ординации, имаат полоша здравствена состојба на забите во однос на децата од градската средина. Доктор Веселинка Иванова апелира до родителите и децата да се јавуваат редовно на поканите на школските и матичните стоматолози, почесто да ја контролираат оралната здравствена состојба кај децата и да водат грижа каква храна консумираат, бидејќи лошата исхрана е најголемиот непријател на забите. Виница се подготвува за традиционалните Тодорови трки на празникот Тодорова сабота. Општина Виница по 6 пат ја организира оваа забавна манифестација која поттекнува од народните обичаи. Настанот привлекува посетители од поширокиот регион. По повод верскиот празник Свети Тодор, кој според православниот календар годинава се празнува на 28 февруари, општина Виница по 6 пат ја организира манифестацијата Тодорови трки. Досегашната пракса покажала дека традиционалните обичаи, настани и манифестации се тие најмногу кои допираат до народот, ја будат колективната свест и се синоним за единство и сплотеност. Во Виница, единствен ваков настан кој не става граници ниту на возраста, ниту на полот, ниту на етничката припадност. Настан во кој директно или индиректно се вклучени најмладите и најстарите е токму оваа манифестација. Настанот ќе започне во 10 часот и 30 минути со дефиле на коњи и трубадури од стариот градски плоштад долж главната улица, па се до градскиот парк и стадионот. Надпреварите на стадионот ќе започнат со повеќе дисциплини: трчање до 40 метри, велосипеди, трчање со патерици, влечење со јаже трака, како и многу други. И годинава наградите за најдобрите тројца учесници во секоја категорија се обезбедени со спонзорства од приватниот сектор во општина Виница. Во полициската станица во Кучани пријавено исчезнување на лицето љс на 54 годишна возраст. Исчезнувањето го пријавил сопругот на љс. Полицијата работи на пронаоѓање на исчезнатата. 28 годишен штипењенец заработи кривична пријава заради неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги. Во октомври минатата година на улица Иво Лола Рибар пријавениот АД бил фатен со 2,11 грама марихуана. Во туристичките агенции наголемо се нудат осмомртовските аранжмани. Еднодневните прошетки главно во соседните земји и викенд аранжмани и годинава се најбарани како начин на славење на празникот на жената. Меѓународниот ден на жената, светски празник што се одбележува секоја година на 8 март. Тоа е ден кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Припадничките на понежниот пол веќе започнаа со подготовки за славење, а туристичките агенции со своји понуди за одбележување на овој ден. Најголем интерес за аранжманите за 8 март има за аранжманите со едно ноќевање. Таков е аранжманот за Сандански, каде што е ноќевањето е во Сандански во Бугарија, а се посетува куќата на Баба Вања, рожденскиот манастир, гробот на Јане Сандански, има шопинг во Благоевград, значи за таму имаме 2 автобуси. Понатаму за едно ноќевање во Паралија, каде што се посетуваат Солуне метеорите, со едно ноќевање исто така и за Врњачка бања. 8 март е повод и за мажите да покажат дека не се заборавиле да бидат кавалери, а жените да се однесуваат како дами. Меѓутоа, колку тоа денешните мажи го практикуваат е прашање. Се случува и мажите да го честитаат празникот на своите сопруги или на своите девојки со некој аранжман за патување, меѓутоа гледаме дека почесто е жените сами се частат самите себе си или пак плаќаат аранжман и на машкото. Значи жените се тие што го слават празник
празникот и подаруваат патување. Денес, 8 март е државен празник само во малку земји, а Република Македонија е една од ретките земји во кои се празнува Меѓународниот ден на жената, иако овој празник има само символичен статус. Жената во денешното општество има повеќе улоги истовремено. Таа е мајка, сестра, ќерка, пријателка, сопруга и уште многу други. Затоа не треба да го чекаме само овој ден за да ги покажеме почитта и љубовта која ја заслужува секоја дама. Ова беше се што подготвивме во првото издание на Дневникот. За најновите случувања гледајте го Дневникот во 20 часот. До тогаш пријатно попладне.